Почитувани медиуми, почитувани граѓани на Република Македонија. СДСМ ги шиканира вработените во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Над 70 вработени во шумската полиција се прераспределени на работни места надвор од нивното место на живење. Трајан Димковски по налог на Зоран Заев шиканира партиски неистомисленици, симпатизери на ВМРО ДПМН, но пред се професионалци вработени во шумската полиција. 70 администратори и шумски полицајци веќе една недела одат на работа оддалечена над 50 километри од нивните места на живење. За апсурдот да биде поголем се преместуваат вработени од еден во друг град со образложение зголемен обем на обврски, а се што се прави е само размена на вработени од еден во друг град, без дополнување и дополнително образложение. Шиканирањето и момигот нема да заплашат никој. Граѓаните се помотивирани од било кога. СДСМ паѓа и ниту една манипулација и нивна реакција панична нема да ги одвратат луѓето. Почитувани, ВМРО ДПМН им нуди на сите вработени во јавниот сектор кои што се шиканирани од власта бесплатна правна помош од правната комисија на партијата која што може да добијат во секој партиски штаб на локално ниво секој ден во периодот од 17 до 19 часот. Почитувани, времето на притисоци заврши. Доаѓа време за поднесување на одговорност. Ви благодарам. Денеска премиерот повторно се предоми се во однос на изборите, сега ги повика сите партии да бидат подготвени за 12 април, но сепак остави една мала резерва у случај да стигне ратификацијата, дека би било добро сите да се повторно да го поместите. Дали сте вие подготвени за нешто такво? На лидерската средба која што учествуваат сите политички партии беше утврдено дека изборите треба да се одржат на 12 април, односно техничка влада се формира на 3 јануар 2020 година. Ние како политичка партија не гледаме посебна причина за одложување на изборите кои што ги најавува премиерот Заев. Во однос на ратификацијата, дали би според вас може собранието да се свика специјално, да има воредна седница иако е распуштено, или може би во тој случај би се согласиле малку да го пролонгирате датумот? Како што кажав, ние не гледаме причина да се одложат веќе закажаните избори за 12 април, а согласно процедурите на собранието и на председателот на собранието, ќе се одлучи дополнително дали ќе има простор да се изгласа ратификацијата или ќе треба да се направи некоја друга отстапка. Благодарам.